подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. Марко Трајановски, така? Да. Даниела Алексовска. Да. Дечки, гледате 51 епизода од Next Gen подкаст, а оваа епизода имено ќе биде во духот на ММА настанот кој се случува 14 септември, 14 овој месец во Јане Сандански. Тоа е еден од првите настани во помодерната наша историја кој офаќа мешани боречки вештини. Денес заедно со мене е најдоброто што имаме ние да го понудиме на тоа поле. Од мојата лева страна Даниела Алексовска, од мојата десна Марко Трајановски. Дечки, здраво. 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 Како сте? Одлично. Одма се укучивме кога почнавме да снимаме, бевме лабави. Ено таман си. Во моментов кога снимаме, ви имате точно 10 дена до борбите. Сега ајде да почнеме со Дани. Како изгледаат сега припремите последниве 10 дена? Па така, не ги броиме деновите, како за школа што не ви кажат имате на септември, уште 2 недели. Деца да почна во школа? Да почна во школа, ние се спремаме за борби. Океј да припремите, сега намалуваме малку на интензитет на тренинзите, повеќе работиме технички, бидејќи последна недела, ама у глобала се одвива како што треба. Кај тебе, Марко? Ја јам да спуштам килажа. Прошлиот пат се меревме надвор, иста килажи имаме во моментот. Сега више не. И спушташ. Ја сум 86 самојлева. Имаше 90 петена недела. Да. Оваа недела ние послава да речеме, гледаме со мал интензитет да видиме у некои работи да што мислеле да се десат у борба, што сте вика да набиеме километри. Значи така сега се некои финални дрилови пред Да. борбата, онака специфично за самата борба. Па Сега не е дрил, да е некој специфичен спаринг. специјалки. Не Па така, специјал, некако тактика специфичен повеќе. спаринг. Тактика? Да. Се ти се бориш 84 кила, така? Да. Тоа е middleweight. А за противникот кој е се? Што Дојде можеш од да кажеш за него? Црна Гора, Петар Кликовац, искусен противник, работи, има партер, некое познавање, бокс повеќе работи, не знам зашто на Армада, кај што се бориме го најавија како джудиста, а кај што го пратев, има 3 борби последниви, сите 3 му се само стендап, само бокс. И тоа чист бокс, не видов никаков Оне во партер. профи има или? Има една борба. Ај сега тоа да објасним исто, пред малце зборев со Дани, значи вие сега се борите семи про и двајцата? Да. Значи разликата од про, преска ми објасни Дани е дека нема лакти, користење на лакти и колена има или нема? Има. Колена има, Има? да, зависи во која организација како ќе се договорите, ама некдека има, некдека не. На Армада конкретно има колена, друго, например, поограничени се правилата кога ќе дојде во смисла на техничка нокаут, како например во профи борбите, кога ќе почнат ударите, додека противникот она баш не се предаде, да не враќа Као ништо. Бојковиќ да. Јаниче, да Така, не умре. до крај. Во семи про и во аматерските борби е она по-сейф ММА, каде што се избегнуваат повреди. Судијата може порано да ја прекине Значи борбата. на кратко се е исто, у суштина нема лакти само. Нема лакти, да. И, Исто 3 рунди. Не, во профи се 3 рунди по 5 минути, а борбите за појас се 5 по 5, тука се 3 по 3. Значи аха. Или може да се 2 минути договорат да помалку. бидат 2 по 5 минути. Зависи како ќе. Ти за противничката? Колку знаеш, што знаеш? Противничката доаѓа од Молдавија, Симонат преварувано во профи борби до сега, има 6 борби, доста е поискусна од мене. Мислам дека и таа треба да симнува категорија, така да мислам дека ќе биде интересна борба. Повеќе работи стендап по тоа што го гледав. Па што знам, сега да сега спремаме некоја добра тактика, мислам дека добро ќе се спроведе на турнирот. Сега вака фативме формално малце на почетокот да воведеме гледачите и се околу противниците. Све мене ме занима малце на страна од тоа се, како се осеќате вие сега на 10 дена пред борба. Тебе не ти е прва семи про борба, имаше пред месец дена исто на Армада, тебе ти ако не се лажам прва. Прва. И сега ме интересира мислите онака на дневна основа како се одвиваат, имате по 2 тренинзи на ден. Мислам јас сум тука често ве гледам. Па, Има тензија нормално. Не, кај мене баш обратно, не знам зашто. Никад не сум мислам, може еднаш првата борба имав дека помдам првата борба. Тоа беше кога клубови се собравме у сали како клубски турнир и
памтам на 15 се направив првата борба и се борев со 28. И тогаш памтам може имав некоја трема и ја победив таа борба и после тоа никад не сум имал, дури некад и се опуштував многу, ќе заспивав по турнир. Значи тоа е позитивно веројатно или Па што викаат тренерите? да не се опуштам долго. Па И што тебе, знам, Дани? трема не, како идат борбите се повеќе и повеќе едноставно го прифаќаш како на работа кога идеш нормално, нема ништо спец. Ама што знам, моментот пред да влезеш на борба е тежок. Кога ќе влезеш во кафезот веќе си исклучен, не слушаш публика, не слушаш ништо, тука си фокусиран на борбата и може тој момент пред да влезеш, тоа е стресниот и толку се тие некој си пола сат, после тоа И поише Ова е малце од лица. поласа. А сега ме интересира, кога влегувате во борбата, сега нели размислувате, веројатно го знаете противникот месец дена, да речеме, унапред, во профи сценарио негде 10 до 12 нели претходно нели се доделуваат противници, не во УФЦ конкретно. И сега вие како пристапувате спрема него, размислувате да го повредите, онака кој е мајндсетот позади тоа или само ја гледате техничката страна што се работи на тренинзи, колку онака емоциите тука влијаат на дневна основа, па и еви во меч биејќи имате искуство. Каква е емотивната страна, биејќи пак збориме за спорт, пардон. Сега на некој просечен гледач која ќе пушти, сега ќе гледа, иначе ја најавиме Армада ќе оди и на Арена Фајт, така не Арена Спорт, Арена Фајт, ќе може да гледаат сите. Значи на просечен тој кој му изгледа на тепачка, нели? Е сега за луѓето што се влезени во ова малце и не е баш дека е тепачка, малце поише од тоа. Како вие пристапувате на тоа? Имате ли такви некои аспирации? Па што знам, може дека изгледа така насилно, па мислат дали сега нели сакаме да го повредиме противникот, дека сме некако напумпани пред борба, ама мислам дека другата страна кога си фајтери, кога влагаш на борба, повеќе гледаш тактички, гледаш технички што да направиш, како да го надмудриш противникот, него да го повредиш. Значи, тоа од зависи моја од борба. гледна точка. Марко ми изгледа како малце поразличен размислување. Добро, може некој да се умешаат емоции така да те понесе таа, А ама може ли без емоции да се тепа човек? Што мислиш? Онака е општо. па еве јас на пример, Да? не знам И повеќе. ти изгледаш стварно супер смирен општо? Повеќе гледам технички борбата него што знам. Да, Па, веројатно и се. предолго си усеува. Ти, Марко? Па, според мене, ако баш на борбата, емоција употребиш, мислам дека тоа е лош пат. Зашто ставаш се понеде, не размислуваш на ништо. Баш памтам на европското, кога се борев, од Украина имав противник и усред борба, како поминува време, јас сум што повеќе домината. И него го понесувам, и онака спушта раце и кога дојди. Тоа више он се гаси, он не мисли тука. И на све можеш да го изненадиш. А највише, не знам, нокаут се дешава или не знам, и да го бутнеш, која ќе го изненадиш. Ако не го очекува, тоа многу полесно све се деша, дали е нокаут, дали не знам, тейкдаун. Било шо. Сега, да ме понесат емоциите, мислам дека не, али мислам дека у моја глава е според правилата што се дадени во овој спорт, со тие правила да ја достигнам победата. Сега како, дали со емоции или не, мислам дека не. Сега ме интересира, тоа игра ли фактор, нели често знае за некој борец да се каже. Еве сега не знам да земам пример за некој борец, не знам Вандерле Силва или таков некој тип на борци, нели што се истакнати, што се препознатливи по тоа некое срце, по тој некој брол, нели тоа сите го сакаат, највише фанови има овој спорт, поради таа некоја страна, битно тоа срцето како фактор игра тука. Добро, треба да имаш фокус на борба, треба да имаш не емоција у смисла ти да се налутиш сега идам да го повредам, идам на се или нешто да се изгасиш. Може да внесеш емоција во онака во ударот, да имаш желба да удриш, да имаш желба Да да, превземеш го надмудриш, ризик, например. да го надмудриш противникот, ама не она да отидеш на се или нешто, да се угасиш, она На се или буквално. ништо. Нема нешто. Ке тебе, Марка? Па, не знам, ти кажа као инат, тоа срце е инат фактички, не да те понесе. Па мислам дека без не можеш ти да се бориш ако немаш инат или да речеме некој вид на его. Понос, тоа глупо е. Да не дадеш на себе. Ја пример, не знам, ќе те стават у лоша позиција, пример тука е ММА. Те удираат. Сага да те, не знам, Да те повредат. ти ако немаш инат да се излечеш од тоа, сепак има некоја емоција, пример инатот, не знам, егото влијае. Еве, кога беше минатата година, во септември се борев на Белградски победник и полуфиналната борба
Значи, девојчево го гураат како најголем проспект у Србија, ваму таму, не знам, тераат некои TikTok трендови. И ја победив во смисла дека беше и џудистка, во џудо, жица, стендап и доаѓам во маунт. Сите сегменти. И веќе од бес што немаше што да направи, го фати вака рашгардот и ми го искина. И тука имав дупка на рашгардот. И на крајот на борбата прогласува нели судијата победник, не се ни поздрави, си отиде. Само дека ете кога ги умешаме емоциите во спортот, малку и не е пријатно, како за нас така и за тие околу нас, сепак не делува спортски како што Да, треба. дефинитивно и таа страна е многу зезната. Например, вие како се соочувате со тоа, например, кога тренираш, се искрено јас со тоа што сум тука, вие например, мислам дека сепак се истакнувате доста од конкуренцијата тука моментално кај нас што може да ви пружи отпор и нешто слично. Ама еве веројатно негде се сретнале со тоа, малце е зезнато сепак кога например некој е подобар од тебе, ова е таков спорт, нели? Бидејќи не е како во некоја друга работа, некој кој е подобар, јас правам подкасти, некој е подобар подкастер или маркетинг се занимавам и може да се види, ама тука знаеш и има и тој момент кај што ќе изедеш и кјутек, мислам де факто. И сега како се соочувате вие со тоа? Марко, тебе ме занима. Си бил ли ти пробал негде на спаринзи надвор од тука? Да. Со кои луѓе си работел, например, што се пред тебе, што се гледаш у нив? Можеш да наброиш некој? Те мојот, да речеме, единствен партнер сум е мојот тренер Стефан. Он е бољи од мене што се вика у секој сегмент и тоа многу боле. И се што се вика, ако правам со него спаринг, значи више 80% дека доаѓам на тренинг да јадам, да речеме, тежок кјудек. Ма не знам, според мене мораш у сала да го доживееш тоа. Што идеалот, буквално со него почнав пред година дена, више од Савајлија вежбаме пред така, година од дена. европското. Стефан? Да, секој дневе, секој Сабајлија или секој второден, само спаринзи правим. И на борба буквално не сум осетил отпор. Зашто јас се навикнав на Стефан и на таа снага, на тој удар, на тоа задржување од позиции, бутања, станувања и на борба со моје годиште или некој пониско ниво, не осеќам некој напор. Марко иначе 2008 за сите. Што не знаете. Сега добро, ама со Стефан например го има сигурно и тој момент. Стефан е многу, мислам, зрел човек, маше Стефан веројатно може има и 30 години. Го нема тој сепак толку компетитивен момент. Сигурно сте као постар брат и помал. Си се соочил со некој например што исто млад као тебе на страна негде? Као на спаринг, Да. Па, Мислам, тука ги тепаш сите. Значи тука го нема тоа. вие мислите сега, да, ама ја не знам, сега имам 17, ама на 14-15 буквално доаѓав дома отворен. Имам 2-3 пати доаѓав дома, искачам од Ти си сала. изграден преку тоа. Искачам од сала отворен у автобус, ме гледаат сите како не знам. Да јаков да сум, да сменам боја. Доаѓам дома, ме гледаат, после пак уште некој месец пак е да ми се навикна моите. Само идам ме носат до болница, ме сошијат или лепенка ми става. Ти Дани, со тој компетитивен момент као се... Па што знам? Ти си чил. Има моменти, можам да се изнервирам на спаринзи, ама тоа е ретко. Повеќето нели нормално кога некој подобар од тебе, сега нема тука што да правиш на борба, му подаваш рака, честито, тоа е тоа, следна година се гледаме, ги поправаш грешките, нема што посебно тука да земеш да се лупаш со глава од зид. А битна ли е таа фрустрација за да растеш? Оно да видиш дека ти фали негде, дека си имаш дупка негде. Да. Нормално треба да имаш, прво треба да имаш желба за да можеш да направиш било што и мотивација, а да имаш фрустрација дека треба да направиш, мислам дека е сосема спротивно од тоа што треба да направиш. Сега преска зборевме стилови на борци. Како би се опишале вие каков тип на борец сте? Каков борец си ти? На некој да треба, нели она на УФЦ која играш на PlayStation, под тоа пишува баланс, кикбоксер, стендап, греплер. Па што знам? Како би се опишала онака малце у Ја реченица и пол? Граплинг работам бидејќи Тоа ти е бидејќи специјално? Да. Бидејќи тренирам веќе скоро 12 години, паралелно и џудо вежбав, така да повеќе граплингот ми е појака страна. Греплер. Ти Марко? Па Бролдер. не знам, на пример на тренинзи повеќе работам стендап.
а на борби може, не знам, имам 15 борби, 13 ми се само бутања, задржување. Сега, не знам, ја тука многу ретко има кој работи само стендап. Мислам дека сум единствен, не знам кој сите на буде. Што таква е салата? Нас не знаат по граплинг и сите работиме едно исто. И сега дали ово што сите тоа работат и ја самото тоа и да неќам, станувам добар од тоа, али мислам дека кога што работам и стендап, така работам и граплинг. Значи балансиран борец. Па не, добар сум у двете, мислам. Имам на борба сум бил и у едното и у другото и добро се покажа. А повеќе кој е онака како сакаш да се дефинираш себе, прашуваме онака. Што повеќе сакам? Да, како сакаш да се профилираш, значи Стендап. како нокаутер, како стендапер, нокаутер. Како сите што сакаат, ајде. Да бидеш познат по нокаути и по слично, нели тоа е Сега не можам да бркам нокаут. Тоа сигурно тоа или ќе дојде или не. Мислам дека нокаут кој ја се брка само можеш ти да примиш нокаут што се вика или да влагаш у глупови размери. Тоа може само да. Нокаут се дешава кога противникот не го очекува тоа или нема да го види или не го очекува. Така да, сега ја да го бркам тоа ќе се види, не знам, по изразот на фаца дека ти бркаш, дека се стегаш. Да. Сега ја да бркам нокаут не. Сега ме интересира, еве јас следам овој спорт и гледам се збориме нели греплер, страйкер, некако као толку напред се да одиш што мора се да бидеш испаѓа. Да, како засебна дисциплина. Порано ако се работело, пример, џиу-џитсу посебно, борење Само знаеш да го посебно, задавиш, стендап. например, тоа може да ти е доволно до негде. Сега тоа например Ај, не баш. порано зборам. Да, па порано ете се борел, идел борење, го пуштиле, мафта со рацете, па хаби, па кога ги видиме првите борби Да. стендапот каков му е. Па и последните не е нешто подобро, но Така да, порано мислам дека играле на таа карта поише да имаш некаков бекграунд и после тоа ќе научи, па нешто ќе го пуштат. Сега, како се напредува вештина, мислам дека си бар засебно на баш да разбираш биџеџи за ММА, кикбокс за ММА и да биде се у тој склоп. Значи да баш на микс од све. ти Марко? Ја заборив што е прашањето. Ајде вака, значи прашањето е дали како гледаш општо на начинот на кој се развива спортот и на модерните борци да ги земеме за пример елитните борци, нели? Значи, нели порано можело со еден добар скил, со една добра специјалка да завршуваш борби и да си контендер и слично, сега мора некако да си нели all-rounder. Како мислиш дека се развива? Која насока? Не те свативаш, многу англиски ми поша. Не знам. Значи еве да го земеме сега на пример, ти ми спомна дека си сакаш да бидеш, нели сакаш повеќе борбата да се одвива во страйкинг, но дека имаш добра греплерска позадина, бидејќи си од оваа сала. И дали веруваш дека тоа е едината на спортот, значи да некој да биде на пример, еве сега јас како гледам, за да ти го објаснам најпросто, еве го гледам на пример Топурија, знам дека он е нели врвен греплер, врвен на земја, врвен борење и ги завршува борбите у стендап. Значи дали мислиш дека така треба еден борец? Да има позадината, значи да се снаоѓа добро на земја, на жица. Не можеш ти да работиш што сакаш, пример. Не знам, ја оваа борба ќе ја терам само стендап. Сега ја не можам, не знам, 2 месеци ја се спремам само со стендап. Ќе дојде нешто мора да се деси, дали ќе ме бутне, не знам, дали ќе дојдеме до жица, дали ќе пробам, нешто ќе се деси. И мораш ти у самиот тренинг да вежбаш што ќе се деси, ама на најлошо. Ние при на тренинг вежбаме да тоа што треба, а и тоа што не треба да се деси ние го вежбаме. Што сика набиваме километри. Што викаш ти преска баш што праша трема дали. Тоа трема е некој вид на страв, мислам дека да не се деси тоа што ти си слаб. Кај што си слаб. Пример ти, не знам сега, ја не сум вежбал пример за борба да само стендап сум видел и не знам, доле не сум вежбал, не сум станувал од позиции, не знам, одбрана од тейкдаун. Мене како влагам на кај, да речеме на борбата, ќе ми биде само да не ме бутне. И ете ти ја таа трема што викаш. Значи битно е да бидеш спремен на сите околности да ги имаш видено на тренинг и за борба да не ти изненада, да ти бидат познати. Да. Сега ме интересираше нешто да ве прашам. Претходно пред 5 години прв пат кога бев уште у старата сала, неколку пати имав исто дојдено и забележав сега од последниот пат кој идам, дека има многу разлика например во начинот на вежбање, на тренирање. Ти мислам дека и ти беше тоаш 2020
Да. Беше да сум многу малечок, сега си огромен. Да, ни е цел живот нормално. Некако повеќе тренингот беше концепиран на позиција и дрил на таа некоја позиција. Некако посувопарно, Технички. сега моментално, например, тренинзите се повеќе 80% се одвиваат во некоја полуспаринг ситуација Така, да. и се почнува нели од конкретна ситуација и не се сите нели има услови кои мора да се запазат, например, одредени работи, а не смееш да ги пречиш лично или да биде под контролирани услови, ама пак е некој момент на слободна борба има у секој спаринг. Сега на што се должи таа промена, например? Сега може подобро тоа нели да ги прашам и тренерите и слично, ама ти си тука, вие сте тука цело време. Прост пример. Порано работевме врз база на тоа, пример, имаш прашање и одговор, ние работевме само на одговорот. Ти прашањето го немаш. Ти вежбаш армбар. И сега у борба кога сакаш да го примениш армбарот, а нема ситуација, нема смисла. Така. Да. Џабе ќе ми одговориш ти кога не го знаеш прашањето. Сега на тренинзите тренерите ни поставуваат прашања, пример настава во одредена ситуација и ти треба сам да го проредеш одговорот. Пример, ќе те стави на жица и ти треба да се снајдеш да станеш, да направиш зафат, да го сипнеш. Значи ти го бараш сам одговорот и стануваш покреативен од тоа, па ќе поставиш некој прашање, чекај, ова не ми иде од тука, зашто не ми иде? А ти кога си фокусиран само на една техника дека таа мора да ја направиш, се друго што се дешава околу тебе го занемаруваш. Така да мислам дека овој метод на работа е многу поефикасен од тоа претходно што сме го работеле и нели нормално е сведен на повеќе полудоговорени спаринзи. Да, и баш драстично некако се осеќа промена за некој на први 5 години што не бил, баш е драстично, нели поразлично изгледа целиот тренинг. Да. И го имаш целиот тој момент што нели ти ако вежбаш нешто армбар или некој триангл, некој за нели завршници у партер, тоа многу се фенси изгледа, нели многу убаво изгледа кога го прави некој джицер или слично, ама ти у суштина тоа уопште Да, не е мора да толку имаш добро, ситуација ствари. за да ја примениш техниката, не можеш сам да ја наметнуваш. Тоа ми беше идејата. Ти Марко како гледаш на тренинзите тука во Strongest? На таа промена како од тебе ти влијаеше тоа? Дали осети напредокот кога тренинзите повеќе во овој смер отидоа некако на повеќе базирани на реална ситуација на спаринг, некој полуспаринг? Па памтам отидов на еден турнир, ти пример. У Србија отидовме со тренерот Стефан. И тогаш не беше баш овој принцип да се рече идевме натака, ама не беше баш овој принцип на тренинг. Првата борба беше немаше да речеме некоја позиција, буквално ми пружи рака и тргна кај мене и го удрив и го нокаутирав. Тоа беше 2 секунди, не. Втората борба беше до крај до одлука. И третата се борев, тој ми е баш први пораз. Она се со многу поискусен и да речеме противник од мене и он виши беше уходан у ова. Не знам, тогаш имаше околу 20 борби. Ја имав не знам 2. И она само ме буташе и ме држеше. И од тогаш кога почнавме да стануваме до ова, тренерите бара што кои баш отидовме на истиот турнир само следната година. Бевме Четворица. Не. Јас, Да. ти, Лука и Джамбас. и Джамбас. Четворица. Оначе 8 борби имавме, 8 победи, ни рунда не изгуби. Значи, Значи одма практично се осеќа одма некоја смена во методот на вежбање. да. Супер, сега ме интересира како гледате вие општо иднината на спортот. Еве да речеме лично може да себе да си кажете за вас. Како се гледате вие во иднина? Дани од тебе. Па што знам, еве се аматерски се надпреварувам се уште, семи про имам по некоја борба и би требало, не знам, од идната година или еве за 2 години, небитно, да се префрлам во профи борби. Или понатаму, нели тоа, си иде возот. Не те прашува. Да, мене никој ништо не ме праша. И што знам, сега за сега немам некои други планови, идеи што ќе правам. Фокус ми е само на спортов. Значи Тоа е профи тоа. кариера. Веројатно после Додека. некоја организација профи, веројатно Па крајната да, цел и ви е после УФЦ тоа. да бидете. Да, UFC е, нели, врвот, она што сите сакаат да го достигнат, тој, ама има многу ќотек до таму. Има. Може да замислам. Ти Марко? Значи твојата категорија моментално следиш УФЦ? Не. Не? Да Не гледам гледате борби ви уопште, општо? боите. Понекогаш така, ако има.
Да? Некој е интересно. Не, Сега. моите онака ги гледам. Значи, видам твојата нешто, категорија некој мој нај- блиски кој се води. Аха. Значи не следиш УФЦ. Ништо. Натака ти како планираш да се развиваш? Ја не гледам сега иднина, не знам, иднина да мислам UFC да УЕ, али UFC бе за 10 години. Тие 10 години све може да се деси. Многу работи треба да се поминат до спортов. Сега не можам да замислам за 10 години кај ќе бидам, тоа е за мене глупо. Можам да замислам да ти кажам да речеме на 14 што ќе се деси, пример, мислам дека треба да победам и ќе победам, не знам. За тоа можам да ти кажам. Сега не ми се гледа мене за 10 години, за 5, за не знам колку иднина моја. Не знам. Значи чекор по чекор сакаш. Да. Ама не ти е некоја, не знам, некој момент не ти прави УФЦ, општо тоа шоу. Не. Биејќи факт е дека нели тоа Сега, шоу, не сум бил организација. таму, не знам како е. Не пратам за... Јас за жал, се им Парис. Сега да Денес речам не, ја како е ово. Да речеме и гледам борбите како борба. Како и првата, не знам, како и беше и европското, како имам и обична борба. Значи тој момент што се овој спорт е у некоја хипер се шири масовно, не те фасцинира многу. И то УФЦ што го направи нели Дена White како промотерска куќа, нели направи на цел свет да му се свиѓа ова вие што го правите сега. Донесе многу публика, благодарение на тоа сега вие ќе се борите претпоставам пред полни Јане Сандански, се ги повикам сите да купат карти што се мисла дали да дојдат, сигурно ќе биде супер и за некој што не бил на ваков тип на настан до сега, длабоко му препорачувам, јас сум имал прилика повеќе пати да присуствувам на настани и мислам дека чувството уживо е нешто непроценливо, кога некој се тепа пред тебе, и моментот можеш да седиш, да пиеш, да уживаш, да коментираш, имаш борци, значи не си нешто, не ти е таа некоја сензација, овој сам момент што се случува на страна, Па, го игнорираш. Не го игнорирам, него да речеме некој не ме интересира. Сега не ќе ја да мислам на све и свашто околу што мене ми е, не знам, да стигнам до да спуштам килажа до 13 да се борам на 14. Он е фокусиран само вака на следната задача на. И се ја да мислам околу што е, па како, па не знам што ќе биде после, па дали ова, дали не. Согласно, веројатно тоа е исправно. Ама човек си прави планови, реално, и се Па добро, живее мора да така, имаш, сигурно не се знам, замислеш на УФЦ постер Некоја како голема би слика, изгледал. онака. Не можам да замислам за 10 години. Значи сега Сега, ај, замисли ти за 10 години како ќе изгледаш. Можеш? Не Ма можеш. добро, мора да имаш некоја желба како сакаш да биде. Не. тоа е интересно прашање, многу ме занима како размислувате. Значи нова тема. Факт е дека не можеш ти многу или многу работи да ги предвидиш во животот, некако те носи, веројатно се и тебе ти е чудно кај се наоѓаш, сега сте на требаш и постерник да снема, па сега ни текна до левија постер. Значи сега сте главни на постерот, веднаш под главните борби, ти да сигурно не сте можеле она пред 5 години, кога беше имаш 12 години колку си имал пред 5, да се замислиш се од таа улога. Па ајде баш, вие кај се замислиш, сега ја што тоа ќе го Ама баш си ова сакал ќе го сигурно. ќе го пред да ми има на постер, баш сакам и не знам, мислам нема логика. Што, не знам, ја и Дани кога почнавме, што замислувавме, не знам, да се бориме на армада, да се бориме, не, тоа се спонтано доаѓа. Да. Значи твојата цел тоа е, а саш да бидеш познат на пример? Не. Ме нервира тоа интервју. Едва се нафати за ова, не ни враќаше, не игнорира. Ме нервира, не можам баш толку да се нафаќам за тоа интервју, слики мики, не. Повеќе да речеме ставаме глобална на борбите. Значи фокус е само технички аспект на борење. Да. Значи за сега кај тебе Дани? Па што знам, Ти саш да јас- бидеш позната? Па што знам, тоа славата доаѓа паралелно со тоа што го правиш. Ама не ми е некако главна цел дека мора да бидам нешто. Едноставно, што знам, јас си се фокусирам на мојата задача, на мојата работа, тоа што го работиме на тениците, а што доаѓа паралелно, окей, го прифаќам. Добро, значи некај да бидете славни, УФЦ не УФЦ, тоа кој е главната сега мотив зашо ви ова го правите? Едноставно, што знам, те Работа го исполнува гледате вака како во работа? животот. Па како работа, ама и те исполнува, некако ти е, не е хоби, ама
нешто што сакаш да го правиш, што има некаква смисла во животот, што ти дава желба за живот. Не знам како да објаснам. Еве, мене конкретно да не ми се тренизиви, да не ми е ништо, стварно не знам што би правила друго, онака што би ме исполнувало како ова. Значи тебе ти е доволна таа моментална сатисфакција на дневно ниво што добиваш и онака не ти треба, не ти ствараш некоја поголема слика тој притисок. Не, дека не стварам некоја поголема слика, нели нормално за да постигнеш нешто, мора да имаш мотив некако да го постигнеш, ама дека не знам, јас се гурам за да бидам позната или нешто посебно, толку не ме влече тоа. Значи слава, пари, тие работи многу ме занимаат. Сега ме интересира, вака кои ви се некои идоли како борци, некои што ги гледате моментално да збориме, може ни си историја, ние сме многу млади, така што некои актуелни борци еве што онака ви се свиѓа некои работи што ги прават, дали како се представуваат, дали како го представуваат спортот, дали како работат во одредена позиција, какво срце имаат, како се маркетираат, каков лајфстайл имаат на страна од тоа све. Сигурно тоа и да сакали неки ли го гледате се? Па што знам, јас ја пратам Шевченко повеќе. Валентина. Да, она се надпреварува до 56 килограми. И шампион е, и pound Да, for сега pound. ќе се бори, исто мислам дека со Жан Гуели. Да, таа борба одамна се чека, нели? Да. Она е шампион Жан Гвели е у твоја категорија, Да, 52 кила, 52. кинескињата. Да, и сега треба се борат. Па што знам, онака ми има интересен стил, он има бекграунд тај бокс, вежба, мислам дека мајка и била тренер. Витај. Ама некако најкомплетен борец ми од сите што ги гледам све работи. Покрај тоа нели што има бекграунд стендап, доле исто така добро работи, фрлање работи доста од джудо, така да у сите сегменти онака. За неа баш имав слушнато, сега гледав на подкаст, беше оваа хрватската боркиња што беше УФЦ, не знам дали знаеш Ивана Петрови. Ивана, да. И она баш беше на камп кај не избореше дека она усвари многу old school работа таму и Валентина и делува така оние дека се некој old school скроз, нели онака скроз вежбање до крај, до по 1000 удари фрлање и слично. Некако и така се бори она. Некако хардкор до крај, не остава нешто простор многу на другиот. Па што знам, како што кажав, во моите очи онака најкомплетно од сите другите што се надпреваруваат, не знам. А за Велижанг? Па што знам. Океј, онака, ама пак ми е под Валентина. А сега за преска зборевме Кейла Харисон, она сега е шампион. Од джудо. Она има 2 олимписки не е злата. од борење, она? Аха, од джудис, Джудо. да, 2 олимписки злата. Джудистка. Мислам дека 78 килограми си има надпреварувано. UFC категоријата најтешка е 62 и она малку има проблем со симнувањето. Не знам како не успеа 62 кила да. Има сигурно 80, 70, 80 има. 100%, да. И колку и да, не знам, да симнува пак. Че ми ја имам Многу. 90. Колку не е за таа иста категорија. Ти, Марко? Значи шампион се од твојата категорија е Хамза Чимаев. Тоа беше. Значи за тоа знаеш сигурно се. Добро. Значи пред 2 викенди го победи Дрикус, предходно беше шампион од Јужна Афричка република, Дрикус du Plessis. Ја таа борба можеш да ми кажеш дека ја испрати? Не. Не. Рилови нешто на Инстаграм. Сигурно ти не. Не знам, ја идоли баш и немам. Андам, последен идол ми беше тренерот Стефан, кога се бореше. Он има, порано се бореше. Да, знам. Памфам, он ми беше идол. Ронда кога ми дете. беше порано, не знам Ронда зашто. Рози? Да. Он ми беше идол. Ти го јавиш, не можеш да имаш идол. Баш у спортот. Не знам, не ќе се бориш со него. И сега ти го гледаш кој идол. Баш и сум пример кога дете. Кога ќе дојдат некој од надвор или не знам од друг клуб, а не знам, постари се, поискусни имаат, и јас сега да ги гледам, не знам, ко Волф, само полоши. Да. Немам подобро. Ти го гледаш некој ко, не знам, идол, ќе стај се, треба да се бориш со него. Како ќе се спремаш у главата, ти ако лели со идолот мој се борам, што ќе правам? Така да, идоли Тоа се согласувам. Факт е, мислам, ти секогаш треба, нели, тој мајндсет да си го подесуваш на тоа дека ти си тој што лови, дека знаеш не се огледаш на никој и слично, ама пак сега на светскава сцена, например Хамза Чимаев, они се и постари, тешко да се сретнете, можеш да ги искоментираш. Ке се пензионираат. Ние Зага дока Хамза само. како ти изгледа како борец? Што би кажал? Ти се свиѓа, не ти се свиѓа како Добар. појава, како лик е, не мора како борец. Па, кој што знам, само знам дека работи
Тегоно и за држба. Друго сега нешто да пратам плюс не знам англиски, не знам што зборам. Ти ја гледаше борбата? Сигурно. Ја гледав, ама не анализирав толку онака. Не дала се Јас сум бајле. само будала што станав од 5 сабајле. Не, ние ги снимаме дома и со татко ми се бајле тоа ги гледаме. И таа е многу добра Не шема. Дури не отвараме ни мора да ги Инстаграм. снимаш, уште подобра шема ти е кога станеш у 7 и уште ги има на YouTube бидејќи она треба да придатни со алгоритма за да ги тргне, пошто нели УФЦ се плаќа. И ако станеш у 7 ги имаш сите борби да си ги гледаш, ама пак е уживо друг момент. И што ќе Што кажеш за знам? таа борба, како е можно таква борба да се Па што изведе? знам, не ја анализирав толку, Аха. не ја памтам сега за да ја И го држиш толку. цело време. Што знам. Мислам очекував во таа категорија да биде кандидат. Премногу е доминантен некој. Да, мада некако 5 рунди доста беше динамична борбата. На крај мислам дека Дуплесис му дојде у маунт. Па на крај му дојде Не. за rear naked од Е. позади и го се лизна, а проба две на гилјотина два пати. Ама овој го држеше цело време у side mount, како се вика, со ногата нели ставена и го Мгм. држеше така буквално 22 минути, што е малце нереално, мислам. Да, па И они повеќе крусификс работат. имаше. Него биграундот му е борење, мислам дека. И работат повеќе тейкдаун, ние ќе го задржи доле тейкдаун, ќе го задржи. Марко се знае, ама не лаже дека не знае, значи ние ги потврдуваме кај него информациите. Па знам дека има Се добар шалам. тегон и сега не ги тикам, не знам англиски, не разбирам што зборат. Никад не сум седнал да се да гледам он каков човек е, не знам, на подкаст. Немам услови. Не разбирам. Англиски не разбираш? Не. Сигурно ама ќе мораш сигурно така и на тоа да поработиш. Преска Сега. зборевме Има пред да почнува, реално сега вие сте спортисти, не доаѓате од овој свет на медиуми, не те занима тоа, си имаш свој филмоглада, ама факт е дека дел од оваа професија и од многу професии нели денес станува дел и тоа медиумско експонирање и утре сигурно ќе мора да нели да се поработи на тој јавен настап. Ти имаше трема денес и супер тука го водиш интервјуто, значи ти си сигурно за камерата дефинитивно. Сигурно натака и тој сегмент ќе мора и двајцата нели да се погрижите како ќе се представувате медиумски. Тоа ќе ви биде во склоп на ангажманот што ќе го имате. Ти на пример ако имаш борба УФЦ, имаш 30 интервјуа сигурно последните 3 дена пред борбата. Ќе одиш кај Кормер, кај овие, кај оние, На па драма. како гледате на тоа? Или тоа не ви е баш фамилиниот дел од Па себе? добро, не е тоа фокусот, како што кажав, тоа е паралелно и да со работата што работиш, па окей. После европското, како заврши, мислам дека тогаш ме бомбардира со свашта. И ајде да ме кога ќе правиме интервју. Уште не сме завршиле да се види со други, мислам, снимање едно, друго, трето и веќе нака се опушташ на крајот. Кажеш, окей. Тоа е тоа. Памтам, Си денес е од глобала денес. истите прашања се нема што друго да Да. те прашат. Што ќе те прашат? Да, па и чудно е пошто спортот памтам, ги чекаме тренерот Ивица и Незе. Ќе она ке сита ли бев, а кај бев? Уживо Мислам што дека- беше. Да, сите. Чекаме пред тоа. И у колас. Бере фаќа треба и се вртава тренерот. Треба. Ако ме фаде трема. А ако искочам му сред снима. Само ставам и се одивам. Што ќе се деси? Пробај ќе видиш. Значи, као ти текна, ако те фати, треба да станеш да отидеш, не е пологично, ако те Готово фати е. да се вако да се собереш цел. Сега ужива на камера, нема се соберам така. Ке си изнервира од тремот. Водителката. Прески кажав на Дани, паш нели те чекавме 10 минути и викам се сигурно се уплашил Марко, се премислил нешто, викам. Не, станав у... Требаше да станам у 9:30, станав у 10:30. Да, рано снимаме многу и мене ми ова рано, ака ретко кога снимам толку рано. Јас се осеќам како пола ден да ми поминал веќе. Значи тренинзи. 30 минути брзо помина, 40 минути реално. Уште малце и не ве држам веќе. Што може сега да очекуваме на 14-ти? Вие сте дел од организација, нели татко ти конкретно помага еден од луѓето кој го представува овој спорт кај нас и се грижи да има услови прво луѓе што сакаат да тренираат. Тука стварно моментално снимаме во Strongest во Джевахир, има стварно светски услови за тренирање и покрај тоа татко ти заедно со министерството се погрижија, сега не знам каков бил е направен со Армада, да има ММА настан кај нас. Беше одбрана Армада или се случи тоа, не знам, може ти си сигурно во тек ќе ми кажеш како дојде до тоа. Што може да се очекува на 14 и како дојде до 14?
Така, па долго време веќе планираме некој евент да направиме тука кај нас, особено после европското. Па што знам, и некако добра прилика ни се прикаже еве сега со Армада. Мислам дека ќе биде интересен настан, бидејќи после толку време организираме ММА турнир, имало во Македонија и претходно, но не било Последниот на мислам тој дека левел. као што испратив јав е ФФЦ 2013. Па стварно не знам. Пред 12 Ама години. знам дека одамна беше, бидејќи се бореа Стефан и Александар од кај нас. И од тогаш ништо немало. Иди имало нешто било по сала, така некој Полуаматерско. меѓуклубски, да, и немало на баш евент Да. да биде со публика. Како со се. се? И сега мислам дека е многу добра прилика и ние како борци нели да се надправураме на таков евент. Така да ќе биде интересно. Ти, Марко, што можеш да им најавиш на тие што се мислат дали да купат карта и 14 септември да бидат у Јане Сандански или да идат на кино, како ќе ги разубедиш да дојат во Јане Сандански? Не би да ги разумам, ама не знам. Да продадеме некоја карта, се загавели се собравме денес тука ајде молци. Па, Значи, според- спомна стендап, значи, саш да остане на нозе оваа борба, Да. сигурно имаш намера и да ја завршиш на нозе. Баш е добро. Да, тренерот по кикбокс Зоран Петковски 14 септември му е роден. Значи, саш да му честиташ со нокаут. Па се, не знам дали тоа не кажат. Ќе видим. Да не И го одлучив и она, мислам дека пред месец и пол одлучив, си реков она, само стендап кидам оваа борба. Не знам и да ме бутне, не, дури нема ни да го сипнам, само ќе станам. Само стендап. Само ќе му кажеш горе и Да, само стендап терам оваа одбрани од тегдон и ако се деси да ме бутне да станам, ама мислам дека нема се деси многу тешко. Не знам. Јас знам по мене, а верувам и по Дани, после нашите борби доаѓаат луѓе, пишуваат, дај да видиме некоја снимка, не знам. Ке има ли снимка некоја снимано ли е? У сала, у Јане, што сика не изволте, сега дупо е да не деш. картите се по символични цени, 400-500 денари, е стварно Да, дури да, смешно да. за толку не е ни кино, ни ништо нема за тие пари. Има одлични борби, јас, Дани, од Србија има, Огнен Мицовиќ се типува Е. не доста експониран у Србија. он исто работи стендап, актер. Атрактивен е. Е. Да. И твоја 7 не е твоја категорија. Не, Помала една категорија. Може да сакам се да се урам. Може да се најдете. Кетчвејт. Catchweight. 80. Да. Можеш ти да спуштиш 80 сигурно. Ја и да сакам и да не ќе мој да Од- си да се catchweight. Дани е секако Да се кетчвејт. намене. По 95 спуштам на 80, не знам. Главната борба е во heavyweight, ако не се лажам. Не, 84 е гледам тоа. 84 е. Да. Како се вика Кликовац е главниот. Не, тоа е мојот. Тој е твојот, сега господина, кој као се вика главните? Не. Требаше тоа да го тие информации требаше да ги имаме пред нас. Постерот требаше да го Ќе земе. исече. Многу лесно не го волам. Важно дојдете, доволно е што се. А другиот дечко кој е наш што се бори? Костадин. Да. Од каде е он? Од Бутот. Да, он теквондо има вежбано, ама... Мислам не, дека не на знам. Олимпијада си има борено. Джудиста бил, со не знам како му е тоа, да речеме, Не се партнери. споивте нешто, не се знаете? Не, ја одборова го дознав. Не, јашто. Брат ли му на Олимпијада знам се Имаше бореше еден теквондо. дечко постар од него што беше на Олимпијада теквондо, што направи некој Мислам резултат. дека он Тој му е брат? Да. Мислам. Тоа нешто го знам, ака да речеме дознав дека е Супер, баш да имаше некој наш. Мислам дури реално требаше и поише наши да има, да имаш. Има уште уште- двајца. Да. Ама не живеат во Македонија. Се македонци по потекло, но не живеат тука, не тренираат. И Стефан имаше некој мојавети дека ќе се бори Гого, дека ќе се бори исто. Тоа на крај Требаше не се Гого да реализираше. се бори, но после последнава борба не може, има повреди доста. А Стефан, не знам, едноставно сакаше повеќе се посвети на нас, да не спреми подобро. Тоа е тоа. Сега кога сме кај кетчвејт, кај килажи, претходната борба твоја ја гледав и противничката изгледаше значи масивно поголема од тебе. На супер борба. Како што се случи таа вечер? Ти за жал изгуби. Се Ти ја гледаше таа договаравме- борба време на Дани? бев таму. А беше. Публика. А,
требаше се сретнеме на PS22. Има толеранција на вага уште 500 грама, не знам зашто. До 53. PS2 700. Ама на другиве турнири, например, РММФ, кај што се надпреварувам во аматерски борби, 50 грама, 10 грама да си над, паѓаш категорија автоматски. Никој не те прашува дали сакаш ти или не каш, значи едноставно паѓаш, ти пропаѓаш се во вода, ти можеш да се спремаш колку сакаш, штом не си точен на вага, тоа е тоа. И ја контактирале неколку дена претходно од недели. Деме као супер сме со килажа, окей, може. Она се бори, гледам по турнири ADCC у 65 кг, што не има. Значи има 7. Не знам колку има. Не да речеме 65. Макс. И кога дојде тука, се мереше на вага и беше 53 и нешто, значи веќе кило и нешто над. И они кога кажа демек толеранција на вага имало па 500 грама, било тоа не се 500 грама, бидејќи до крајот на денот, тоест 2 дена доаѓаат, бидејќи се бориме, се мериме пример сабота са бајле, се бориме недела вечер. Да. Може да врати она лагано 5-6 кила. 5-6 кила. У моја категорија кога се мерев се бев мислам дека 51 и нешто, што пак сум под категорија. Најлесната сум најлесна. И немам ја нити симнувам ништо, него таа ми е баш она килажа што ја имам цело време. Што идеш со неа, да. Разликата беше онака драстична, ама веќе кога бевме таму јас се олабавив скроз она ментално дека нема да се борам што тоа беше Бачка Паланка, каде беше? Да. Што мисля века како паѓа категорија, ти можеш да прифатиш, ама ако е повеќе, како нема смисла. И демек ај веќе сме дошле тука, што ќе се бориме, окей. Ама веќе кога си она ментално паднат, не е тоа. Не очекуваш дека ќе се бориш и ти си много нака ти е така. А реално добро е отвори, нели борбата Дани многу некако храбро и добро отвори, одма ја погоди у првата измена. Како се одвиваше борбата? Да, ама не знам, некако фокусот не ти е тука џабе. Ти работиш механички, а шум работиш механички, мафташ во воздух. Не, тоа. Така, значи, ти размислуваш да натака да спушташ на 7-7 или сакаш 8-4 да останеш? Си размислил? Мислев баш после турниров. Не знам кој има турнири кои. Таман се ја победуваш сега на 14 и го прозиваш овој Срабинов Мицович на 7-7 и правиме евент одма следна година пак. Памтам не памтам, сега беше што памтам. Пред 2-3 дена седам со другари сите да јас пуштам кила, лутнав у маса. Ми идеш у 9:30 пријавам на армада. Не знам. Би сакал, али не знам дали ќе издржам. Зашто ти кој идеш од 95, ама ја ти уште не си ни скроз онака создиран што си уште не си. Ја никад јас пуштам одамна од 15 години спуштам мислам, ама никад не сум користил сауна и тоа пунење воде, него гладувам и не знам од тренинзи што како растов, оно паѓа килажата, нали, секоја сте активни тренинзи, сигурно паѓаш и од тренингот. Со облакам, не знам, со шушкавици, тоа на потење ново идам, никад не знам вода неколку дена пред, не знам да пијам 10 литри или сауни. Лично Стефан тоа го има правено со симнување на килажа. Да, тоа нели така сите прават. Тоа да, ама ја не знам, не го правам, не сум толку едуциран у тоа. Тоа поише за профи сигурно. Па што знам, има некои шеми таму. А сега и се нова со гладување со не дека нема да издржам вака, ама нема да можам да тренирам. Сега ја приметувам како више се ближам на 84, немам таа енергија што треба да имам. Расте нервоза, кортизол повеќе се лошо. Така да 7-7, не знам. Значи без една рака или не. Да, ама сигурно мислам на светска и се гледа преска тоа зборевме баш пред да почнеме и со Дани. Сега забележувам, нели преска се наместивме сите да бидеме уеднакво раздалечени, сега забележувам дека Марко више се споивме на избега натаму. Нема врска. Сигурно на пример Шавкат Рахманов го знаеш? У 7-7 сега ќе биде за следниот за титула. Со капата. Со капата. Со окото? Пример сигурно. Не, тоа е Шара Бутин. Тоа е 8-4. Не. Шавкат со капата, тој сигурно над поголем од тебе. Го замисли вака да го видиме. Аз 7-7. Јас знам баш кога отидовме на Дани борбата, че маја беше 7-7. на Дани борбата сега што беше у Армада. на Армада, бевме у Цар Душан Силви, Кај Немања Милошевиќ. ке Немања Милошевиќ и знам борци што се борат 84, не знам. Јас сум за нив, не знам, кога се борам у 60 кила. Сега
Да, многу си многу, некој по 20 кила си многу, што е премногу. Мислам дека за 8-4 треба да си, не знам, едно јаки добри 100 кила и после Пауло ги. Коста да си. Јас сум 95, ама уште не сум тоа јаки 95. Не знам, мене природна килажа ми е, мислам дека 88-9. А тој со годините ти сигурно ќе имаш 100 кила у следните 5 години само од тренинг, од Не би протеин. сакал. Ама природно Не би се сакала, се, бе. нели као и да тоа. И не, природна ми е, а 95 каши да сум болен спаринг, пример со тренерот Стефан има 100 кила, не може да со него, например, на 95 кога бев, па работам спаринг друго ми више. Сега на 80, не знам, 6. Друго е, со секи одма разлика. Друго си е кога си тежак, друго си Да. моки. Друго е усила тоа, така да 7-7 ќе видим. А за Немања Милошевиќ, што ќе каже да двајца сте били само ти? Да. Си била и да, ти? Да, да. А што ќе кажеш за таму сега тоа е некако највеќе се експонира Па тој джим CDS Нови Сад. Истиот На принцип Patreon. на работа пробуваме да го премениме и кај нас, затоа идеме и таму на неколку тренизи кај што може да смениме спаринг партнери. Значи добри сте со нив таму. Да. И таму има доста профи борци Да. кои се се Да. таму. Скоро си са Ракич, таму се спрема Да, Душко. Душко, Душко Тодоровиќ, УФЦ, Фабијан и да Предраг Богдановиќ од Октагон, Никола Јовсевиќ. Никола Јопсовиќ Он од е- Арес. Значи има едно 10 профи, може и поише. И има каков други, не амбиентот знам што така се од некоја борат. сала, многу ме интересира да ми кажеш. Каков амбиентот така во сала кој има толку профи борци на тоа ниво? Па што знам. Како се Се. лопивте вие таму, правите тренинг? Да. Икс парензи прав. А друго е кога си борец, друго е кога си урага. Јам осетив у спаринзите, осетив дека пример кај нас моментално ја и Дани се бориме. Дани нема толку многу малци има спаринг партнери, како и на ММА така и на бранска жужица. Ја и имам, ама друго е кога се бориш на ММА. Друг е, не знам како да објаснам. Друг е спаринг. Друго е за Така што има повеќе активни борци, Да. например се борам јас и уште некој, заедно се спремаме друго. Тоа ви е реално тешко. Со некој- Пример, многу осетив разлику пример, не знам, сега ќе правиме спаринг, треба ја да станам. Не, или он треба да стане од позиција. Не знам кога бевме ке Немања, не знам, она сака што поќе да станам. Она кога морам да станам. Како борба да се исто, како Е. за живо да се бориш. А тука е некако, кога не си борец, она и да не станеш, и да станеш, Почекай времето само. ќе помре. Она и да станеш, и да не станеш, не знам, времето ќе истече, 2 минути, да се барај нов. Ако си го пример, не знам, се спремаш за борба, мораш да станеш. А на тоа го си Сите се, да, сите се у некој тренажен процес, додека еве кај нас се уште ние се напреваруваме, има и други дечки што се боре, ама пак ај кај Марко ќе се најде некој има потешки, со Стефан може да работи со другиве тренери. Јас на 50 кила немам со кој, прво нема женски. Со Давид. Втора, да, со мажки по 60 кила, ама пак се мажи по 30 години. Да. Цврстината не е иста. Сепак треба да го задржиш доле у позиција, треба да го бутнеш, треба да го удриш, да има импакт некаков удар, не ти помаваш, ништо не се случува, уште три глава. Така да, мислам дека спаринг партнери. Поздрав за Давид, иначе он не спои за овој интервју, спаринг партнерот главен. Да. Па да, само со Давид. И некој друг ако убедам да дојде на тренинг, Како си тешко. изгледа. Тоа е тоа. Дечки, како си поминавте? Добро беше? Брзо помина? Не ме Одлично. малтретирав многу. не очекува вака. Ова Ова беше- баш дојдов во сала и ја гледав нешто зборите и викам, не, у мене ќе ме мешаат во интервју. И Давид вика изненадување имам за неја. Викам, кога деш да си здраво, викам. И се изненадувам кузе што ми взема. После 2 дена прошло, што беше Нема изненадувано повод. интервјуто. Значи нема фалаш изненадување, не си добро. Имам остан, значи Марко прошиот пат не сакам јас интервју и преска, значи 100% ќе биде врв у тоа. И трештокер ќе биде, значи осеќам на 14, се одма точно, и го поддржувам. И сам да ви се заблагодарам многу. Значи ова е 51-а, претходната епизода беше 50-та јубилејна епизода, од тоа што го снимам, значи 50 разговори, вие сте 51-та, многу ми е мило што со вас го почнав овој некој пат до 100-та епизода. Ние сме тука сите Gen Z, значи 2000-та, 2006-та, 2008-та. Значи на нас останува некако да правиме работи, да ги менуваме и да даеме пример на другите инспирација да се бават со тоа што сака да се бават на
различни сфери. Вие сте супер дечки и многу ми кефи шедам за интервју. Се надам дека беше се супер. Супер одеч. Си смеавме, си поминавме супер. Фала ви уште еднаш. Сега последен повик за сите што ме гледате, овие речи си 60 минути. Заедно со Марко и со Даниела да покануваме на 14 септември. Оваа епизода ќе ви излажам точно кој датум избегува, бидејќи можам да пристам до календарот, но најверојатно 3-4 дена пред 14 септември да гледате. Првиот линк во опис ќе оставиме за да си купите карта, да дојдете да ги поддржите овие супер дечки и да го поддржиме општо целиот настан и целата ММА заедница во Македонија која полека почнува да се шири. Тоа е тоа од мене за овие 60 минути, до следно гледање, пријатно.